Почитувани, добре ми дојдовте во уште едно издание на емисијата Спортодром со Мики. 1109 издание, во кое што денеска говориме за се она што се случуваше на спортско поле, а во што беа вмешани нашите кавадаречки, неготински, росомански, спортистите од регионот и не само спортистите, и спортските колективи и така натаму и така натаму. Пријатни вести, бод на Тиквеш на гостувањето кај Башкими, кошаркарите на Тиквеш Голден Игл се пласира во плейофот. За жал, девојките од Про Баскет не успеа да го сторат истото, меѓутоа имаме и многу други настани кои што вреди да се одбележат. Тука се кавадаречките каратисти, а тука е еден не секојдневен настан кој влегува во рамките на спортот, меѓутоа досега немавте можност да го видите. Нашата камера беше присутна на сите овие настани и ќе ви го презентираме сето тоа. Одиме стандардно. За почеток прво да проверам колку е часот, да не избегам со терминот на емисијата. Фудбал, Прва македонска фудбалска лига, резултати од 25-тото коло. Башкими Тиквеш 2-2. Брера Арсими, дерби за опстанок 2-1 за Струмичани. Силекс без милост кон Шкупи 6-0. Шкендија изненадена во Тетово, поразена од Битолски Пелистер 1-2. Вардар убедли против Македонија Ѓорче Петров во скопската пресметка, славеше со 5-1 и уште едно, би рекол, изненадување. Струга на домашен терен изненадена од Работнички, победа на Работнички 1-2. Меѓутоа, ова не е толку големо изненадување, бидејќи Работнички има квалитетен состав, не му цутеа рози во есенскиот дел, меѓутоа сега во пролетниот дел лека полека се искачува на табелата и има убави можности да го избегне да ја избегне онаа зона на испањање, па најверојатно да се обиде да игра бараж за опстанок во елитата. Ева табелата во Првата македонска фудбалска лига по 25 одиграни кола. Вардар прв 61 бод го искористи Киксот на Шкендија, која сега заостанува 3 бода. Има 58. На третото место Струга, да не кикснеше, ке фаташе приклучок, меѓутоа и Струга киксна, остана на третото место со 53 бода. Силекс е четврти, има 43. Тиквеш е петти, има 37. 6 бода помалку од Силекс. Башкими е шести, има 36, а Брера на седмото место има 31. Во опасната зона, во зоната на баражите, Арсими со 29 и Пелистер со 25. Меѓутоа, во зоната на испаѓање, Работнички 10 со 25, колку што има и Пелистер, Македонија Ѓорче Петров има 23, значи само 2 бода помалку, и Шкупи е веќе прежален, иден второлигаш со само 1 освоен бод. И сега внимание, следното коло се игра веќе утре, значи вторник, среда, четврток, водно коло. Веќе утре, од 15 часот и 30 минути, на градскиот стадион во Кавадарци, Тиквеш го пречекува Силекс. Нашите фудбалери, искрен да бидам, се желни за реванш. Се сеќавате не така одамна, пред отприлика месец дена, Тиквеш загуби овде во Кавадарци од Силекс 0-1. Сега нашите посакуваат реванш, ама посакуваат реванш со камата.
ќе биде малку тешко да се пробие гранитната, цврста и висока одбрана на Кратовчани, меѓутоа Кавадарчани од друга страна имаат брзи, експлозивни напаѓачи кои лесно може да ги претрчаат тешките Кратовчани и тука би требало да биде шансата на Тиквеш за успех на овој натпревар. Во останатите средби, Работнички ќе ја пречека Шкендија. Тешко, богами. Башкими ќе игра со Брера. Со победа Кумановчани на некој начин ќе се одлепат, со оглед на фактот што заостануваат, Брера заостанува само 5 бода и ќе се обиде да се одлепи на 8, а Брера пак ќе се обиде да направи изненадување и да се приближи на само 2 бода на Башкими. Македонија, Ѓорче Петров го игра надпреварот на сезоната. Во Ѓорче доаѓа Арсими, едноставно надпревар кој мора да се добие. Арсими бега 6 бода, меѓутоа со победа Ѓорче ќе се доближи само на една победа. Пелистер исто така ќе има тешка задача, бидејќи во Битола доаѓа Скопски Вардар. Битолчани ако сакаат опстанок, едноставно не смеат да киксираат на домашен терен. Тоа се значи и последниот надпревар е Шкупи Струга, убава можност за стружани, колку толку да се издрдува да ги залечат раните што се направија во овој дел од сезоната, односно во оваа календарска 2026. Ке биде интересно до крајот. Повторувам. Не ни интересираат позициите од 1 до 7. Директно опстануваат екипите. Значи, од првата до 7-та позиција опстануваат директно. Тиквеш е 5-ти со 37, Арсими е 8 во таа опасна зона со 29. 8 бода разлика за сега. Велам за сега. Меѓутоа, 8-иот и 9-тиот од првата лига играат бараж со второлигаши. Ке кажам кога ќе говорам за втората лига. Значи 8 и 9 се Арсими и Пелистер. Меѓутоа Пелистер е во таа зона на баражи, а Работнички кој е во зоната на испаѓање има изброј бодови како Битолчани. Сега во зоната на директно испаѓање испаѓаат директно 3 екипи. Сега се Работнички, Македонија, Ѓорче Петров и Шкупи. Значи, ќе биде ептен интересен финишот од фудбалското првенство. Работнички има навистина квалитетен состав и добро се залета ова фудбалска пролет, па така ништо не би требало да не зачуди. Втора македонска фудбалска лига, на врвот настана хаос. Резултати. Во дербито Скопје Брегалница Штип 0-1. Нема да ги коментирам муабетите, кулуарите и приказките од стилот судијата не оштати, ово е вака, не ве. Ја само ќе кажам, кој губе има право да се лути. Шкендија Рачиново го доби Тетекс 2-0. Охрид го доби Новаци 3-0. Преспад дома загуби од Саса 1-4. Детонит го собора да Кожув 3-2. Слога Виница забележа победа против Прилепска победа 4-2. Беласици ја Соколот одигра без голови 0-0 и во дербито на дното големо Конјари Вардар Неготино конечно победа на неготинчани 0-1. Сега табелата во втората лига изгледа вака. Прв лидер сега за сега Охрид 52 бода. Второ место Брегалница Штип за сега 52 бода. Трето место Шкендија Рачиново за сега 52 бода. На четвртото место Скопје за сега со 50 бодови. Значи трите првопласирани имаат изброј бодови, а четвртиот заостанува само 2. Ке биде ептен интересно и овде. На петата позиција за сега е Беласица со 45, но ја загрозува Осогово кој има 43 на шестот.
ке стои табелата, ке ви објаснам за што говорам. Детонит е седми со 41, Новаци на 8-то место има 40. Во зоната на баражи, Кожув 32, заостанува 8 бода зад Новаци. Тетекс на 10-то место има 30, на 11-то Саса 28. Помеѓу Саса и екипите што се во зоната на испаѓање има 10 бода разлика. Тие 10 бода се 4 победи. 3 победи и 1 нерешен, ама 4 победи. Тоа значи дека вие треба 4 пати да победите, противникот, конкурентот да загуби 4 пати. Во зоната на испаѓање, за жал се Вардар Неготино, Преспа Ресен, Прилепска победа, Слога Виница и Големо Конјари. 5 екипи испаѓаат. Меѓутоа може да се случи да испаднат 8. Зошто? Затоа што оние што играат бараж, 9, 10 и 11, играат баражи со шампионите на третите лиги. Имаме 6 трети лиги. Шампионите прво по пат на жепка ќе изиграат меѓу себе, значи секој ќе се добие противник, трите победници од тие полуфинални дуели ќе играат бараж со второлигашите. И победниците или остануваат или ќе станат нови членови на втората лига. Зошто говорев за оние екипи на врвот? Шампионот директно се пласира во првата лига, а екипите на второто, третото, четвртото и петото место играат меѓу себе, вториот со петтиот, третиот со четвртиот, значи тоа се два пара, победниците на овие дуели ќе играат бараж со 9-тиот и 10-тиот, односно 8-тиот и 9-тиот од првата лига. Па или ќе опстанат прволигашите или второлигашите ќе се пласираат во првата лига. Затоа и во првата лига се може да се случи, па наместо предвидени 3 екипи да испаднат сите 5. Второлигашите е следното коло, според оно што јас го имам запишано, на 11 април. Победа Беласица, Осогово, Шкендија Рачиново, Кожуш Слога Виница, Тетекс Преспа, Саса Охрид, Новаци Скопје, Брегалница Големо Конјари и Вардар Неготино го пречекува Детонит Плачковица. И сега од оние водечките екипи, Охриди гостува на Саса. На Саса и гори под нозе, меѓутоа Саса е во онаа зона на баражи. Брегалница Штип дома игра со Големо Конјари. Апсолутен фаворит, бидејќи Големо Конјари се отпишани. Кој ни фали од водечките екипи? Шкендија Рачиново гостува на Осогово. Ова на некој начин ќе биде едно мини дерби, бидејќи Осогово се стреми да влезе во таа четворка што ќе игра баражи со прволигашите. И фали уште Скопје. Скопје му гостува на Новаци. Новаци е некако најблиско до онаа зона на баражи, па така едноставно ќе мора да се потруди ако сака да го избегне сето тоа, меѓутоа Скопје пак со аспирации за шампионска титула директен влез во првата лига. Трета македонска фудбалска лига, група Југ. Резултати: Росовон Превалец 0-2. Венец во Дисан го совлада Млекар со 6-1. Лидерот Борец немаше милост против Прилепскиот Ултрас, победи со 8-0. Тополка Башкини 1-2 и Бучин Питугули 1-3. Слободно беа екипите на Младост Кривогаштани и Влазними Јуниор, бидејќи Младост требаше да игра со Слога Лажани, а Влазними со Дреново. Дреново и Слога Лажани се откажа од ова надпреварување. Табелата под 19 кола во третата лига Југ. Води Борец 49 бода, вторе Превалец 43. Венец од Дисан е на третото место со 37 бодови. Ултрас од Прилеп има 35. Питугули 29, Башкими 27, Росоман има 24. Во долната зона Бучин и Младост по 15, Тополка и Влазними Јуниор по 14, Млекар има
13. Дреново и Слога Лажани на последните две места. Во следното коло Росоман патува во Крушево на дуел со Питу Гули. Венец ќе патува во Прилеп, директна пресметка за позицијата број 3 против Ултрас. Млекар ќе го пречека Младост. Бучин ќе биде слободен, треба да игра со Слога Виница. Башкими ќе го пречека лидерот Борец. Превалец ќе игра со Облазними Јуниор и е апсолутен фаворит, а Тополка исто така ќе биде слободна, бидејќи треба да игра со Дреново. Ништо не се случува во првата фудбалска лига група Југ, 16-то коло. Во следното коло Клими му гостуваат на Кеги Моби. Само подсетување дека во првата футсал лига води со максимален број на бодови екипата на Проект 45 бода. На второто место е токму Кеги Моби. Клими се на шестото, Кеги Моби има 29, Клими има 19. Во втората футсал лига се одигра 17-тото коло. Јас ќе ви кажам само резултатите да видите чисто информирани, нели? Се Универзити Црна Река 6-1. Фудбал Старс Каршијак 0-9. Карадаку Конзули 2-4. Партизан Југ ССК Скопје 5-4 и Железарец Овче Поле 13-1. Железарец е лидер со 40 бодови, Се Универзити на второто место има 39. Каршијака собра 34, а Црна Река на четвртото место 30 бодови. Во долниот дел се Фудбал Старс 21, Кратово и Партизан Југ по 19, исто толку имаат и Конзули, ССК Скопје има 18, Овче Поле 11, Карадако е без бодови. Во ова коло слободно беше екипата на Кратово, а во следното коло Црна Река дома ќе игра со лидерот Железарец. Доста ли беше за фудбал? Ај, доста е за фудбал. Ракомет. Машка ракометна Суперлига, четврто коло плейоф или вкупно 26. ГРК Тиквеш Варда 24-35. Бутел Алкалоид 21-37. Еврофарм Пелистер и Охрид ќе играат во среда. Ова е дерби на ова коло, меѓутоа Охриджани знаете, игра во ЕХФ купот, го совлада Олимпијакос и се пласира во полуфиналето од ова надпреварување, во полуфиналето од ЕХФ купот ги чека двомеч со словенечко ЦГ. Само да им честитаме на гладиаторите. На табелата во Суперлигата, во оној плейоф, води Варда 50 бодови пред Пелистер со 42, Битолчни имаат помалку надпревар, Алкалоид има 40, колку што има и Охрид, Охриджани имаат надпревар помалку, Тиквеш е 5 со 24, Бутел 6 со 22. Во плей-аутот, Еврофарм Пелистер 2 ја совлада Струга убедливо 38-22. Пролет на домашен терен загуби од Прилеп 29-30, Прилепчани се единствените непоразени во оваа фаза од надпреварувањето и Радовиш Куманово 24-28. Прилеп води со 28 бода пред вториот тим на Еврофарм Пелистер кој има 25. Тинекс Пролет на третото има 19, Куманово на четвртото 13. На последните две места Струга 7, Радовиш без бодови. Во следното коло, не знам дали кажав за плей-офот, значи во следното коло на плей-офот, Вардар ќе игра дома со Бутел, дербито го играат Алкалоид и Еврофарм Пелистер, а Тиквеш патува во Охрид на дуел со гладиаторите. Во плей-аутот, Струга Радовиш, дерби на последните две екипи, Куманово Пролет, дерби за третата, односно четвртата позиција и Прилеп Еврофарм Пелистер, дерби на врвот. Ова нема да го видите како резултати, како табели, само информативно, нели? Прва машка ракометна лига, резултати од 21-то коло, Аеродром Вардар Неготино 28-36. Биг лайк за неготинчани. Текстилец Кичево службено 10-0. Драчево Јуниор Овче Поле 40-25. Шампион Македонија Ѓорче Петро 24-48. Јехона Младост 28-40 и Преспа Партизан
30-26. Во ова коло слободно беше екипата на Multi-Essence, кои заедно со Младост од Богданци се лидери со по 36 бодови. Драчево Јуниор има 31, а Вардар Неготино е четврти со 28. Имам еден интересен податок. Мене ми е интересен, не знам, може би вас ќе би бил интересен, кога станува збор за ракометарите на Охрид. Лига шампиони ракомен, мажи, зборувам за машка конкуренција. Значи Лига шампиони, Лига Европа и ЕХФ куп, 3 надпреварувања под капата на Европската ракометна федерација. Во сите 3 надпреварувања, само 2 екипи досега не се поразени. Едната е германски Кил. Ти има 10-0, ако не се лажам. Втората е нашиот Охрид. И сега што сакате? После Македонската лига била слаба. Хајде да видим кај дамите што се случува. 20 коло Суперлига жени. Ѓорче Вардар 42-24, Чаир Куманово 26-25, Пелистер Спартак 25-26 и Астибо Металург службени 10-0. Во првата лига жени, шампион Ѓорче 2 7-38, Јехона Атлетик 7-46 и Деспина Стружанка 25-15. Во Суперлигата води Ѓорче Петров 37 бодови, пред Чаир со 34, Вардар трет со 20. Во првата лига жени води Атлетик со 34 бода, дури 10 повеќе од Ѓорче Петров 2 и Овче Поле кои собраа по 24. Следно нешто, кошарка мажи. 22 коло. Прв куриозитет. Заради тоа што многу надпревари одлучуваа за состојбата на табелата, Кошаркарската федерација на Македонија повлече на вистина паметен потег. Сите средби се играа вчера во 18 часот. Значи, сега некои малце тегавеа, влечеа, за да можат да слушнат што прават другите. Значи, сите средби се одиграа во 18 часот вчера. Тоа е првиот куриозитет. Вториот куриозитет. Се одиграа 6 надпревари, на сите 6 славеа домакините. Еве ги резултатите. Тикваш Голден Игл ТФТ 102-74. ТФТ е лидер, ТФТ е полуфиналист на АБА-2 лигата, ТФТ во среда игра со, не знам, Сутјевска ми се чини, во полуфиналето, па после 7 дена ги чека реванш во Скопје, а ние во плей-офот, бидејќи Тиквеш успеа да се пласира во плей-офот, во првото коло од плей-офот, предпоставувам наредниот викенд, меѓутоа ќе чекаме официјално делегирање, играме токму со ТФТ на гости. Сега игравме дома, па ќе играме со нив на гости. Работнички Куманово 76-72. Победа на Работнички и буквално вака го фатија Куманово и заедно со нив го завлекува во плей-аутот. Кожув Пелистер 89-82. Пелистер трет, Кожув пети. Чаир МЗТ 76-68. Треба на господото од Дајродом некој да им го симне носот. Тоа што се шампиони, еве Чаир убаво му го покажа што знаат и умеат. Маđari Ангели 106-81 во дербито за опстанок и во исто така дербито за опстанок Гостивари Феникс 76-74. Ке кажам неколку збора за Тиквеш Голден Игл ТФТ. Пред се ќе им честитам на нашите момци. Убаво е кога ќе ве понесе и атмосферата и желбата за надигрување. ТФТ е лидер, реков, ТФТ е полуфиналист на АБА-2 лигата и токму желбата за надигрување со такви противници вчера ги понесе нашите кошаркари. Едноставно играа тимски, тоа што досега им фалеше. Значи играа тимски. Видовме многу атрактивни акции, додавање асистенции, забивања, а сето тоа е плод на една тимска игра.
имаш можност да положиш, меѓутоа ај за публика ќе му додадам на овој позад мене, тој нека забие. Баш убаво. Американците на нивоу. Иако треба малце да им се каже дека 30 на терен американци и 20 македонци, така да треба да се игра тимски. Не значи добиеш топка, треба да шутнеш. Честитки за тренерот Атанас Манев. Сега ќе речат, овој го фали. Не го фалам Манев за победата. Победата дојде како резултат на тимски дух и тимска игра. Атанас Манев го фалам само заради еден податок. Кога Борис Милковски, таму некаде пред крајот на третата четвртина, виде дека отиде по ѓаволите, Борис Милковски ги извади сите странци и пушти македонски играчи, предводени од Виктор Ташовски. На почетокот на последниот период, Атанас Манев имаше доблест во игра да ги уфрли најмладите, кои што се далеку помлади од оние што играат во ТФТ. Играше 17 годишниот Мицев. За жал, не успеа да се запише. Само тој го листата на стрелците. Играше 19 годишниот Кико Несторовски, кој што вчера му беше роден на самиот надпрва. Играше 20 годишниот Чадамов. Играше капитенот Тоша Златев. Единствено Благој Димитриев, сакам да кажам дека и Кавадарчани одигра без странците. И буквално без првата петорка. На клупата седеа и Бошалевски, седеше и Глигориевич. И во еден момент четворица Кавадарчани на терен. И многу ми е кејф што публиката го препозна тоа кога јас го најавив дека четворица Кавадарчани на терен, следуваше еден громогласен аплауз. Треба доблест и треба храброст. Баш против ТФТ, језда во тој момент водевме 30 разлика, ама факт е дека овие дечки, таа младина што влезе, ја одржа таа предност. Не му дозволи на противникот да ја смали. Тука одржаме, 28 на крај беше за нас, нели? Не е битно дали сме губеле 2 или 3, битно е дека ние ја одржавме таа предност од 30 кошеви разлика. Сега треба малце повеќе храброст и малце по-често овие дечки да добиваат можност. Манев знае како да се биде млад кошаркар, да се седи на клупа и со нетрпение да чекаш тренерот да ти каже ајде, спреми се, ке влагаш. Меѓутоа, сега ќе видиме табелата и да се договориме кој игра, кој не игра. Левата страна од табелата, кога гледате значи екранот, левата страна од табелата, од првото до шестото, играат плей-оф. Они од 7-то до 12-тото играат плей-аут. Бодовите се пренесуваат. Се играат уште само 5 кола. Тоа е оролоџо систем. И во плей-оф и во плей-аут. По завршувањето на плей-офот, односно по завршувањето на оролоџото, првиот ќе игра со четвртиот полуфинале за титула, вториот ќе игра со третиот. Значи 4 најдобри. Во плей-аутот се играат 5 кола оролоџо и последните 3, значи оние што ќе бидат на 10, 11 и 12 место, испаѓаат од лигата. Директ драјт. По плей-аут испаѓа од лига. Ама ќе биде ептен интересно кои се тие 3 екипи. Еве како изгледа табелата. ТФТ загуби однос, меѓутоа ја задржа стартната позиција, бидејќи МЗТ киксна, загуби од Чаир и ќе мора да се задоволи со стартната позиција број 2. Пелистер е трет, ни горе ни доле, 4 бода разлика од МЗТ, само 2 од Маџари, кој што е на четвртото место изненадувањето, пријатното изненадување на оваа сезона. На петото место е Кожув, на шестото Тиквеш. Тиквеш има 33, Кожув и Маџари по 34. Значи, не е така далеко таа четврта позиција и разигрување за шампионската титула.
А и не е така далеко Пелистер. Ама кратко е времето и малку се надпреварите. Уште 5, а 3 победи е разлика меѓу Тиквеш и Пелистер. Сега да не речете како би израчувано 3, кога 3 бода разлика. Да, 3 бода разлика, ама за победа се добива 2 бода, за пораз 1. Значи, така дојде до математиката. Сега во плей-аутот, внимавајте. Чаир 33, Куманово 32, Работнички 31, Феникс 30, Гостивар 28, Ангели 23. Ангели дефинитивно се отпишени. Гостивар заостанува 2 бода зад Феникс, 3 зад Работнички. Тука ќе биде тешко и за нив нема доволно време, нема доволно надпревари. Значи, Гостивар треба да победи 3 пати, Работнички 3 пати да загуби. Меѓутоа, Феникс има шанси. Феникс заостанува само бод зад Работнички. Работнички заостанува бод зад Куманово, а Куманово заостанува бод зад Чаир. Ќе биде многу интересно. И што вели оролоџото? Во првото коло, првиот со 6, ТФТ со Тиквеш. И во плејаут, првиот со 6, Чаир дома со Ангели. Чаир ќе се заврши приказката и може комотно да ги одигра преостанатите 4 надпревари. Ви останав должен оној статистички дел од надпреварот помеѓу Тиквеш Голден Игл и ТФТ, да не рече некој моја пуштија, моја дадоа, да, ама треба да сватите малце дека ТФТ му гори под нозе за стартната позиција број 1. Ако се доведеше во ситуација МЗТ да победеше и МЗТ ја превземеше стартната позиција број 1, при евентуално финале на овие две екипи МЗТ ќе имаше предност на домашен терен. Вака, ТФТ, благодарение на изненадувањето што го направи Чаир, ТФТ ќе има предноста на домашен терен. А еве што вели статистиката на надпреварот Тиквеш ТФТ. Хокинс средбата ја заврши со 11 поени. 17 поени постигна Парсонс. Нинси постигна 21, а Глигориевич постигна 11. 8 поени постигна Бошалевски. 8 поени постигна Чадамов. 8 поени постигна Хенри. 8 поени постигна Димитриев. 6 поени постигна Златев. 4 поени постигна Христијан Несторовски. Спомнав, нашиот Филип Мицев не успеа да се запише во листата на стрелци. 47 скока, од кои дури 12 офанзивни. 38 скока имаше ТФТ, од кои 13 офанзивни. Меѓутоа, 23 дефанзивни наспроти 35 дефанзивни на Тиквеш Голден Игл. И сега Глигориевич 11 поени, 10 скока, плюс, да го спомнам, и Благој Димитриев, кој средбата ја заврши со 8 поени и 10 скока. На спротивната страна, во редовите на ТФТ, немаше некој со двоцифрен број на скокови. 10 поени имаше Младен Кнежевич, 16 поени имаше Ташовски и по 10 поени уште постигнаа Гордон и Стојанов. Дејвис имаше 8, кој Голенс не постигна ниту еден поен и играше цели 20 минути. Како да, им посакуваме на нашите кошаркари успех во разигрувањето, а вам ви останав должен и за резултатите од 19-тото коло во женската кошаркарска прва лига. Пробаскет, Баскет Кам, 50-66. Очекуваа кавадарченки дека ќе ги фатат неподготвени, бидејќи во криза е Баскет Кам, меѓутоа шампионот покажа зошто е шампион.
Бадел го доби Спортим Неготино со 82-58. Во дербито, всушност немаше ни до дерби, Вардар Крива Паланка 63-84 и МЗТ Патриот 47-61. На табелата Крива Паланка 35 бодови. 33 бода има екипата на Баскет Кам. Да се подготвам јас. На третото место е Бадел со 32, колку што има и Вардар на четвртото. Про Баскет е петти со 29, МЗТ е шести со 24, Патриот има 22, Спортим последен со само 20 бодови. Сега што друго да ви кажам. Во следното коло, Спортим во Неготино го чека Патриот. Бадел игра дерби надпревар со Вардар. Значи Бадел-Вардар. Баскет Кам на домашен терен ке игра со МЗТ, а Про Баскет ке има тешко гостување кај лидерот Крива Паланка. И сега ќе се обидам да најдам нешто што исто така треба да го споменам, бидејќи тоа е тоа, тука не може да се бега од сето тоа. Државно првенство за сениори во карате за 2026. На 4 април во спортската сала Крсто Петко Мисирко во Ченто, во Скопје, се одржа државното првенство за сениори на кој учествуваат 79 надпреварувачи од 28 клуба. Карате клубот Сансаи Метал Апостолов се закити со 2 златни и 1 сребрен медал. Златен медал освои ката тимот на Сансаи во состав Стојкова, Аврамова, Ристовска. Женски сениорки. Златен медал освои Владанка Аврамова, индивидуално женски сениорки. Сребрен медал освои Данка Стојкова, ката индивидуално женски сениорки. Копи-пасте од лани. Значи, доминација и во кати и поединечно сениорки. Им нема рамни. Знаеште, кога се појават овие трите, растур прават. Сега имам уште една информација. На ден 5 април во салата Јане Сандански во Скопје одбележане се одржа меѓународниот надпревар Олимпик Оупен во карате. 900 надпреварувачи од Македонија, Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Бугарија и Босна и Херцеговина. Сансаи Метал Апостолов ги постигна следниви резултати. Златен медал женски кадети ката екипно. Женски јуниори ката екипно. Ангел Митев освои златен медал индивидуално машки 2016 второ ниво. Златен медал освои Викторија Ѓорѓиева кати индивидуално над 14 Open. Сребрени медали освоја машкиот ката тим родени 2013-2014. Драган Шиков, машки родени до 14 години. Бронзови медали освоја женскиот ката тим родени 2013-2014, машкиот ката тим 2017 и помлади од 2017 машки ката тим. Машки ката тим 2017 и помлади. Викторија Ѓорѓиева ката женски до 14, Ева Трајановска ката индивидуално женски 2014, Анастасија Камчева ката индивидуално женски 2016, Драган Шиков индивидуално машки 2013 и Боријан Димитров ката индивидуално машки 2016. На ова надпреварување учествува и каратистите од карате клубот Тиквеш. Еве ги резултатите кои што тие ги постигнаа. Драгана Николова, кадетки, прво место. Во ката тим, второ место. До 14, односно над 14 години, трето место. Елена Паризова освои
златен медал, Соката тимот освои сребрен медал, Анастасија Стојкова, Соката тимот освои сребрен медал, Иван Илиевски освои бронзен медал прво ниво, освои златен медал второ ниво и заедно со Ката тимот освои бронза. Ива Камчева освои второ место прво ниво, бронза за второ ниво. Василий Трендафилов освои трето место со Ката тимот, трето место второ ниво. Петар Камчев освои трето место со Ката тимот, Бојан Павлов освои трето место прво ниво. Воедно да им честитаме на сите каратисти и каратистки на одличниот настап и многу повеќе тренинг и се разбира среќа во наредните надпревари, што би рекле каратистите. Ос! И за Саша еден поздрав, кој го спомнав Ос, Саша од Energy Ос. Па напиши ги бе децата бе, како се викаат име и презиме што освоија. Беа и каратистите од Energy Ос, ама овој Саша малце ќе го критикуваме сега. Требаше да ги напише дечињата што освоиле, како освоиле, во која дисциплина, да ги спомнеме и нив. Јас тука ќе кажам, доста е. Тука некаде е крајот на 1109-тото поред издание на емисијата Спортот Друм со Мики. Меѓутоа, за крај, имам еден настан кој што е не секојдневен. Многумина од вас за прв пат ќе го видат. Станува збор за нешто што се случува во рамките на Центарот за боречки вештини Будо, во неговата секција која што се вика Аерокик. Секцијата веќе 3 години ја води поранешната кикбоксерка, она е се уште ствари кикбоксерка, Олгица Орешкова. Олгица Орешкова работи со млади дами, за сите млади, ги подготвува да се стекнат со тоа самодоверба, да се стекнат со сите оние врлини кои што спортот може да им ги донесе. И по повод третиот роден ден на Аерокик секцијата, Олгица се реши да направи Survivor на отворено. За женски. Survivor, преживување, знаете, ги имате гледано тие серии. 14 припаднички на понежниот пол, 7 во тимот Алфа, 7 во тимот Омега. Разноразни дисциплини, трчање, носење гуми, ползење, влечење јаже, склекови, стомачни, кикбокс и такмити работи. И на крај победа на Алфите. Сега, овде ќе видите само ево од тоа што нашата камера го снима. А мојот колега, тој што треба да го измонтира сето тоа, ќе го среди, ќе го спакува и јас ќе ви најавам кога ќе имате можност да го видите во етер целиот настан. За прв пат во Кавадарци нешто несекојдневно. Еден вид Survivor, меѓутоа женски Survivor. И тој Survivor има и причина зашто се случува, со оглед на фактот што денеска 3 години од Аерокик клубот Будо, 3 години како Олгица Орешкова го води овој спорт. Спорт е, нели? Да. Кажи ми, како беше пред 3 години, како е сега? Па вака, најпрво благодарам на сите што дојдоа, на сите учесници кои што учествуваа. Го разбудивме оној детски такмичарски дух, иако сме ние возрастни жени, сепак имаме и дете во себе кое што го криеме. Пред 3 години и сега има голема разлика, повеќе членови, повеќе идеи што може да ги реализираме. И понатаму вежбите беа составени од трчање, ползење, тимски дух, дисциплина и мотивација за успех.
секоја година го организираме надбор, но оваа година решивме да не е само за членовите од нашиот клуб, туку да биде и за одјавен карактер настан, односно да може да се пријават и некои што не вежбат, чисто да го запознаат нашиот спорт, да му се приближат и да видат што точно работиме ние на тренингот кога сме во сала. Исто така имаме кикбокс тренинзи кои што го реализиравме и надвор, ги запознавме и со затоа што често пати кога слушаме кикбокс мислиме дека тоа е машки спорт, дека овде се доведуваат разни опасности, дека може да се повредиме на тренинг и се тоа. Сега му доближивме на некои што воопшто тоа не го правеле, да видат дека тоа може да биде и на рекреативен начин. С оглед на фактот што ти си исто така и кикбоксер. Јас сум кикбоксер, но ова го правиме од рекреативен дел. Јас не вежбам такмичари, јас вежбам рекреативци. Често пати овој како спорт аерокик го поистоветуваат со оние курсеви за самоодбрана и така натаму. Колку има вистина во тоа? Не, кај нас не е за самоодбрана. Знаете како, на улица тоа колку и да си спремен не значи дека секогаш си подготвен. Што јас не практикувам, доколку видиме некоја ситуација што е посериозна, предлагам да се тргнеме на страна, отколку веќе да се правиме дека ние знаеме нешто. Разумот да преовладее. Нормално. Денеска девојките ти беа поделени во две екипи. Две екипи од по 7 членови. Алфа и Омега. Алфа и Омега. Тимовите покажа тимски надпреварувачки дух. Тоа мене ми беше посебна важност, затоа што имаме многу нови кои што не знае кој и како, па ги измешавме заедно со моите членови. Има добра координација, добра организираност и си помага, што мене тоа посебно ми значеше и се надевам дека и тие си поминаа убаво. Кој победи? Алфите беа подобри, но тоа не значи дека Омега следната година нема да се докажат подобро. Годинава имаше на некој начин и гости. Имаше една представничка од Неготино. Две. И размислуваш ли да отворите филијала и во Неготино со на фактот што аерокикбокс клубот, односно аерокик клубот отвори веќе филијала во Росово? Да, Надица Димитрова, да поздравам овој пат, таа го отвори во Росоман. Може би во иднина, моментално немаме ништо размислувано, но зошто да не во иднина, зошто да не? Ке го подсетиш ти Александар Ристовски, тој ќе избрка сета работа. Она техничка, ако така можам да кажам. Да, може да се деси нешто. Што се однесува до дисциплините, кој ги бираше? Дисциплините беа смислени од мене и од мојот тим. Покрај тоа што го правиме ние на тренинг, сепак тежинскиот тренинг и тие работи ние ги практикуваме и на тренинг, па затоа не беше нешто тешко да го измислиме настанот. Сега, со оглед на фактот што ова беше рекреативен настан, тука го забележавме и Спајдермен, правеше нешто збрке кај девојките. Тимот на Маскоти Happiness, кој што сакам да ги поддржам, тие оваа година ни испаднаа во соработка исто така. Тоа се и мои добри пријатели, исто така си и спортисти, кои што од прва си ја разбраа работата, работата беше да направиме малку забава покрај се тој такмичарски дух. Малку така му сметаше, но не беше нешто страшно. Не ги налути, него изсепа. Аерокик клубот работи во склоп на Центарот за борички вештини Будо. Да. Како, кога, колку пати на ден, колку пати во месецот, да ги информираме сите оние што сакат да ви се приклучат. Да, ние сме една гранка од повеќето различни бранши во насиот Центар за борички вештини Будо. Аерокик имаме 3 пати неделно, вторник и четврток од 21 и 10 часот, додека недела сме од 18 часот. Ирена Мицев, една од учесничките на денешниот Survivor, во кој тим бевте? Во Алфа тимот. Значи, победивте денеска? Денеска освоивме победа, да. Кажи ми вака, како се поминавте прво? Предобро, преубаво. Ваква женска мотивација и голем тим, преубаво. Редовно одиш на тренинзите? Не сум редовна, но се трудам да бидам редовна. Колку ова што го правите овде, на терен или во сала, ви помага во секојдневието ваше? Па после секој тренинг добиваме многу енергија, сила, мускулите си ги јакниме секој ден, така да многу добро. Имаше порека да овие помладиве да ви се приклучат во клубот следната година да ги видиме во поголем број? Да, на младите му препорачувам да вежбаат редовно, никогаш да не се откажуваат. Оти сето ова
си влева сигурност во себе, сила во себе за секојдневните обврски и позитивна енергија. Да сте ми здрави и живи. Останете во добро здравје, во добро мисла. Спортската редакција на КТВ телевизија ви благодари за вниманието со кое што не следевте. На сите тие што утре си го слават имениот ден, благовештение, благовец, нека им е вечно името на сите благици, на сите блажиња, а на сите православци дозволете ми да им го честитам Великден. Зошто? Затоа што во понеделник е прв ден Великден, спортодром ќе нема наредниот понеделник. Ќе се гледаме за 2 недели. Oh.